Задоволство беше заедно со премиерот и министрите од владата на Република Македонија да отвориме многу значајни капитални проекти пред 2 дена. Станува збор за проекти чија вредност некаде надминува над 30 милиони евра и се од различни области. Имавме и од областа на економијата и намалување на невработеноста, односно вработување на луѓе, тоа е фабриката Гентерм. Имавме и од областа на социјалната и социјалната заштита, како што беше отворањето на социјалната зграда, од областа на културата, конаците во манастирот Архангел Михаил, од областа на спортот, тоа беше спортската сала и презентирање на новиот проект на стадионот со вештачка трева и секако од областа на образованието, тоа беше новото училиште во населеното место Беровци. Навистина 30 милиони евра, тоа се навистина една позамашна сума на инвестиција во градот Подмарковите кули. И да напоменам, не само овие директни вработувања кои ќе ги има 2000 во фабриката Гентерм, туку тие 30 милиони евра кои се вложени, голем дел од тие средства се наоѓа тука во локалната економија и стопанство, бидејќи локалните фирми и предпријатија, градожни компании градат голем дел од овие капитални инвестиции за градот Прилеп, што значи бенефит има целата економија, целиот град, подобрување на квалитетот на живење во сите области, меѓутоа не се тие сите проекти кои досега ги имаме реализирано во текот на оваа година. Имаме уште многу проекти кои ќе бидат презентирани до крајот на оваа тековна 2015 година. Само да напоменам, во текот на вчерашниот ден помина тендерот за 130.000 евра донација од Светска банка, кој ги добивме како успешно завршен проект за влезот на улицата на потегот од Лукоил до раскрсницата Солидност. Поради успешно завршен проект добивме донација од Светска банка 130.000 евра и ние размисливме да тие средства ги употребиме во доправање на инфраструктурата во индустриската зона Прилеп 1, каде што веќе 6-7 објекти се градат и локациите беа распродадени пред година и половина. Се надевам дека во и другите објекти ќе започнат да се работат. Исто така со изградбата на инфраструктурата за во Тирзот, слободната економска зона, која кошта повеќе милиони евра, значи однесено е канализација, водовод, електрична енергија, се асфалтираат улиците и се што е потребно да функционира Гентерм. Веќе зоната е подготвена за прием на други странски инвестиции, гринфилд инвестиции. Веќе Акомпласт е најавена како фирма. Представниците на Акомпласт во текот на вчерашниот ден беа во мојата канцеларија, договаравме одредени детали, се прави проектот. Се надевам дека за брзо време, неколку недели, ќе биде поставен камен темелник нова фабрика. Меѓутоа, тоа ќе биде во договор нормално со владата и господин Бил Павлевски, министерот кој што е наменет во владата односно поставен за донесување на странски инвестиции. Тоа ќе биде официјализирано и има голем интерес и на други странски компании кои веќе ја гледат зоната и представува една од најатрактивните зони во овој дел на Македонија и воопшто во Македонија. Атрактивноста на градот ќе биде уште поголема, конкретно оваа година со започнувањето на изградбата и на експресниот пат Плетвар, кој што беше долго очекуван проект, со што ќе се зголеми безбедноста и конкурентноста на градот Прилеп во однос на идни инвестиции. Значи, ние како регионална стопанска комора сме презадоволни со отпочнувањето на работа на фабриката Гентерм во технолошко-развојната индустријска зона Алинци. Сакам да напоменам дека тоа е заклучок на управниот одбор на регионалната стопанска комора од пред 2-3 години, на кој што управен одбор стално присуствува и градоначалникот, и заедничка заложба беше и лобирање до владата да се отпочне со градба на оваа зона. Значи, презадоволни сме што стварно, значи, веќе реалност е дека инфраструктурата, значи, е во завршна фаза и дојде првата фабрика, а очекуваме до крајот на годината да дојде и Акомпласт, втора, и одиме понатаму.